Што се токен системи? Токен системите се систем на визуелна поддршка за промена на однесувањето. Тие се многу ефективна алатка и бихевиорална стратегија за родителите и наставниците со цел да се обезбеди позитивно зацврстување, да се научи соодветното однесување и да се намали предизвикувачкото однесување. Тие овозможуваат на родителите и наставниците да наградат таргетирано, односно соодветно однесување и им дозволуваат на децата визуелно да ја видат целта или наградата за која работат, доколку продолжат да го прават одреденото однесување. Токен системите се состојат од 3 компоненти. Првата компонента е прецизна листа на таргетирани однесувања. Таргетирано однесување може да биде било кое однесување кое е одбрано за да се промени. Тоа однесување треба да биде позитивно, односно треба да се фокусираме на она што сакаме детето да го направи, наместо што не сакаме да направи. Третата компонента на токен системот се токени или поени, кои се добиваат кога се изведува таргетираното однесување. Терминот токен укажува на нешто опипливо што може да се држи во раце. Токените може да бидат звездички, парички или некои одредени знакчиња, секако индивидуализирани на детето, односно од интерес. И целта е да се свати дека се систем на размена. Третата компонента е мени на резервни засилувачи. Резервни засилувачи се преферирани предмети, активности или привилегии кои детето може да ги добие кога ќе се здобие со токените. Еве како што може да видите на сликата, резервните засилувачи можат да бидат секакви активности кои се од интерес на детето. Во овој случај може да имаме некоја сликовница, игра со пластелин, слајм, сензорна кутија, гитара, скокање на пилатес топка, компјутер или општо скокање, дување балончиња и слично. Пример за токен системи. На сликата можете да видите еден пример за токен системи. Пишува работам за и во овој случај имаме сликичка од слајм. На тоа место се става одбраниот резервен засилувач. Во другите квадратчиња се ставаат добиените токени, кои секако ќе бидат одбрани индивидуално за секое дете. Пример во практиката. Например, Марко добива стикер секој пат кога ќе ја крене чинијата откако ќе се најаде. Откако ќе добие 5 стикери, неговите родители ќе му дозволат да си игра со слајм, кој што обично не смее да си игра. Во овој случај токените се сликички, а резервен засилувач е слајмот. Имплементација на токен системот. Во зависност од нивото на вештините на ученикот, чекорите за имплементација на токен системот може да варираат. Општите чекори вклучуваат опишување на процедурата како системот функционира. Едноставно, кога ќе седнат да сработат задача, ќе добијат токен и со текот на времето, со повторување сваќаат дека кога ќе сработат, ќе добијат нешто. Понатаму, вториот дел вклучува моделирање на процедурата за врачување на токенот и третиот дел вклучува моделирање на врачувањето за размена на токенот. Секако, детето учи дека откако ќе го добие токенот, може да го размени за одредена работа која ја сака. На тој начин се учи процесот. Најпрво токените треба да се даваат на пократок распоред на засилувачи. Пример, се започнува со еден токен за да добие засилувач. Потоа постепено се наголемува бројот на токени пред да се добие засилувачот. Битно е на почетокот да го добиваат засилувачот брзо со цел висока мотивација. Уште еден пример од праксата. Весна фрла играчки која ќе и се каже да ги собере и родителот сака да престане да го прави тоа. Во овој случај би се креирал токен систем за раскревање на нејзините играчки.
Во зависност од возрастна и нејзините способности, може да добива по еден токен за секоја играчка што ќе ја стави во кутијата или на местото. Штом ќе се започне со имплементација на токен системот, ќе се игнорира однесувањето кое се обидуваме да го запреме, кое што во случајов е фрлањето на играчки, и ќе се пренесе целото внимание на заменското однесување, односно на ставањето на играчките во кутијата или на местото. Совети што треба да правите. Дајте го токенот веднаш, штом таргетираното однесување ќе се случи, со цел да се зацврсти учењето. Запомнете дека самиот токен не е награда. Тој само му помага на детето визуелно да проследи дека работи кон поголема награда, доколку го изведува таргетираното однесување. Детето треба да знае што ќе му биде наградата пред да му се дадат токените, за да знае кон што треба да цели. Главната награда треба да биде нешто што ќе се договорите однапред со детето пред да почнете да ги давате токените. Дајте му на детето избор од 2-3 работи што ќе ви се прифатливи, односно што ги имате во домот или во училницата. Главната награда треба да му ја дадете на детето штом ќе ги добие сите токени, со цел за цврстување на однесувањето и сваќање дека системот функционира. Обидете се да ги направите токените да бидат интересни за детето. Например, ако детето сака пирати, може да користите парички со ковчег со богатство. Целта во работата треба да биде постиглива, со цел детето да доживува успех и да ја добие наградата. Овој систем е за позитивно зацврстување, со цел учење на соодветно однесување, а не систем на казнување. Таргетирајте една задача или однесување во одреден период. Кога го врачувате токенот, исто така и вербално пофалете го детето и охрабрувајте го. Совети што не треба да ги правите. Не велете, браво ги доби токените, но наградата ќе ја добиеш следна недела. Засилувачите треба да бидат дадени веднаш, инаку токените ќе изгубат значење. Не одземајте токени за неточно однесување. Системот се употребува за точно однесување, не е ова казна. Не таргетирајте премногу однесување со употреба на еден токен систем. Одберете една задача или однесување, например утринска рутина за училиште или соодветно седење. Токените може да бидат доделени за секој дел од задачата која е направен соодветно. Благодарам на вниманието.